Со што ќе започнеме е граматиката, што ја имаме на страна 22. Wir hier steht Relativsätze und Relativsätze mit Präpositionen. Wir haben bis jetzt Relativsätze im Nominativ und Akkusativ gelernt. Und heute lernen wir die Relativsätze im Dativ und auch die Relativsätze mit Präpositionen. Wenn wir die Relativsätze im Nominativ und Akkusativ gelernt haben, haben wir gesagt, wenn wir Nominativ und wenn wir Akkusativ verwenden. Und heute sagen wir, wenn wir Dativ verwenden. Сега само тој екран го споделив. Ама да го споделам цел. Relativsätze im Dativ, односно релативни реченици во датив. Релативните реченици во датив се користат кога релативната заменка има функција на индиректен предмет или следи по предлог што бара датив. Под 1 форми на релативни заменки во датив. Најважната промена кај овие заменки се случува во машкиот род и во множина. И сега ќе направам табела во која што ќе ги внесам релативните заменки за датив. И ќе ги напишам примерите од вежбата што се дадени. Тука треба да стои род, заменка во датив и пример. Машки, женски, среден и множина. Релативната заменка за машки род е иста како и
определениот член, односно дем, за женски род деа, за среден род дем и за множина денен. Пример за личната заменка dem во машки род. Das ist der Ofen, an dem ich saß. Само да приклучам, некој сака да се јули. Да, добро. Das ist der Ofen, an dem ich saß. Во датив, затоа што има и предлог кој што бара датив. Женски род. Sie war eine Kundin, der Herbert half. Деа е релативната заменка во датив. Зошто е во датив? Откако ќе напишеме табела, ќе дополниме табелата. Das ist das Mädchen, dem ich geholfen habe. Тука релативната заменка е dem за среден род. И stellt uns 4 Kunden vor, denen half. Тука релативната заменка е denen. Важно. Важно е дека во множина заменката denen е специфична само за релативните реченици. Она што го знаеме е дека обичниот член за датив множина е ден. Два. Кога се користи датив во релативна реченица? Постојат два главни случаи кога треба да се користи формата во датив. Првиот по одредени глаголи. Ако глаголот во релативната реченица бара датив, како helfen,
danken, gehören, gefallen, schmecken, тогаш и заменката мора да биде во датив. Например, das sind die Kunden, denen ich geholfen habe. Затоа што го има глаголот helfen, затоа релативната заменка е denen. Вториот случај е по предлози што бараат датив. Со ова всушност ќе го опфатиме и вториот дел, каде што имаме релативни реченици со предлози. Предлози што бараат датив. Кога опишуваме локација или користиме предлози како an, in, by, mit, тогаш заменката го презема падежот на предлогот. Пример: das Schmuckstück des Hauses war der Ofen, an dem ich saß. Заради an и релативната заменка е dem. Професор, ке знаете како би било превод на оваа реченица? Шмукштук е парче од накитот. Како парче од накитот на куќата беше печката на која што седев. Сака да каже скапоцен, нешто најскапоцено. Добро, фала ви. Ништо. Die Wohnungseinweihung war ein Grillfest, bei dem es fantastisches Essen gab. Заради by и предлогот, односно релативната заменка е во датив. Ова значи на забавата за новиот стан. Забавата за новиот стан беше забава со правење скара, на која што имаше прекрасно, фантастично јадење. И под број 3
за мене можеби и најпрактичното што сакам да ви го кажам, е кои се чекорите за градење на релативна реченица. Чекори. Чекори за градење релативна реченица. Првиот чекор, идентификување на именката која се опишува. Вториот чекор, одредување на родот на таа именка. Трет чекор, проверување на функцијата во втората реченица. Се мисли на тоа, ако има предлог an, за место, тогаш е датив. И четвртиот чекор, избор на релативна заменка. И глагол на крајот од реченицата. Тоа не треба да заборавиме, дека релативните реченици се однесуваат како зависни реченици, а тоа значи дека глаголот во овие реченици оди секогаш на последно место. И накусо, бидејќи веќе ја начнавме таа тема, се релатив ZC mit препозиционен. Релативни реченици со предлози. Релативните реченици со предлози се користат кога сакаме попрецизно да опишеме некоја именка, а односот помеѓу таа именка и глаголот во релативната реченица бара употреба на предлог. Како се градат речениците со релативните реченици со предлог? Во овој тип реченици предлогот стои пред релативната заменка. Падежот на релативната заменка зависи исклучиво од предлогот што се користи.
оваа релативни реченици со акузатив се користат кога предлогот секогаш бара акузатив, а некои од тие предлози се предлозите durch, für, ohne. Пример. Hier sind die Fenster durch die man ins Grüne blickt. Во оваа реченица, durch е предлогот кој што бара акузатив, заради тоа релативната заменка е die. Како објаснување, можеме да запишеме дека предлогот durch кој секогаш бара акузатив, бидејќи опишуваме именка во множина, die Fenster, заменката останува die. И релативни реченици во датив. Веќе ги споменавме и погоре. Овие реченици се најчести кога се опишува локација во или кога се користат предлози што бараат датив. Како што се an, bei, mit, von. Овие примери веќе ги дадовме погоре. И исто како претходно што напишав, чекори за градење на релативна реченица со предлог. Првиот, наоѓање на предлогот.
кој предлог, оди со кој глагол, или со ситуација, например, wohnen in, blicken durch, sitzen an. Второ, проверување на падежот. Дали тој предлог бара акузатив или датив. Третиот чекор, одредување на родот на именката. И четвртиот, спојување на речениците. Поставување на предлогот пред точната форма на релативната заменка. Бидејќи не бевте претходно Јулија и Љубица вклучени, ќе се вратам уште еднаш на ова табела, каде што особено внимание, освен што релативните заменки за датив се исти како определениот член за датив кај машкиот, женскиот и средниот род. Во множината формата наместо обичниот определен член ден, кај релативната заменка во множина ја имаме формата денен. За номинатив и за акузатив зборувавме на некои од претходните часови. Дали ова сето ни е јасно? Ќе провериме со вежбите прво што ги имаме во учебникот. На страна 22. Relativsätze, sie war eine Kundin, die nur in bester Lage suchte. Ergänzen Sie und vergleichen Sie mit dem Text auf Seite 18-19. Може првата реченица да ја прочита и да се обиде да ја дополни Љубица. Добро вечер, се слушаме? Да, ве слушаме. Окей. Окей, тука сме 22. Wie wollen der Kurs intervjuwen Sie Ihre Partnerin, Ihren Partnerin. Страна 22 во учебникот. Deutsch. Ergänzen Sie und vergleichen Sie mit dem Text auf Seite 18-19. Arbeitbuch. Не, Kursbuch. Kursbuch. Јас го имам на 22. Добро, може да Видите на 20, пошто кај мене во книгата на 20 е точно, да, кај мене е 22, пошто е цел учебник. 20 е точно. 20. Број 5. Релатив сац. Уда? Да, првата реченица од петата вежба па да. Okay.
an den Wanden hangen Fotos in allen großen zwei Kunden, die nur in besten Lage suchen. An der Wanden hangen Fotos in allen großen unterschiedliche Häuser und ihre Bewohner zeigen. Was soll ich sagen jetzt? Vom Foto? Во кој падеше реченицата? Вториот дел од реченицата. Во датив? А каде видовме во датив? Кога рековме во датив или има специфичен глагол, или има специфичен предлог. Овде нема ни глагол, ни предлог во датив. Глаголот е zeigen. Тоа значи дека во кој падеж ќе биде? На зидот стоат слики од сите големи. Во сите големини. Сите големи. In allen, во сите големи. Unterschiedliche Häuser. Што е тоа? Unterschiedliche, различни. Различни, ja. Häuser und ihre Bewohner zeigen. Во минато. Во минато свршено време. Падеш. Не ме интересира време. Падеш. Ајде да ја напишам долу реченицата. An den Wänden. Аха, ја напишам на кирилица. An den Wänden hingen Fotos in allen Größen. Празно место. Ќе го ставаме празното место. Unterschiedliche Häuser und ihre Bewohner zeigen. Во оваа реченица глаголот е zeigen. Глаголот zeigen бара акузатив. А бидејќи глаголот бара акузатив, следно што треба да направиме според чекорите што ги кажавме, е да определиме за што ќе се однесува релативната заменка. И како што ја преведовте реченицата, над зидовите висат слики во сите големини кои покажуваат различни куќи и нивните станари. Тоа значи дека релативната заменка треба да се однесува на именката фотос. Именката фотос е во плурал, тоа значи дека во акузатив, плурал, на празното место ќе ја додадеме релативната заменка die. Die unterschiedliche Häuser und ihre Bewohner zeigen. Ајде следната реченица, Јулија. Ist der Mann, den Träum vom passenden Heim wahr werden lässt. Сега се однесува за човекот, така ли? Добро, да. Der Mann. Во кој падеж ќе биде реченицата? Акузатив. Кога се користеше релативна заменка во акузатив, а кога во номинатив?
во номинатив се користеше кога релативната заменка се однесуваше на подметот во реченицата, а во акузатив кога релативната заменка се однесуваше на тој или на тоа врз што се врши дејството. Во случајов е номинатив или акузатив. Ако треба да се однесува релативната заменка на деаман. Во номинатив. Во номинатив. Што се врши дејство врз него. Затоа што ман е вршителот на дејството. Да. И како ќе ја дополниме реченицата? Der Така е. Целата сега. Ist der Mann, der den Traum von Pessendenheim wahr werden lässt. Така е, ist der Mann, der den Traum von Passendenheim wahr werden lässt. Тој е човекот кој дозволува да сонот за соодветен дом да му стане вистина. Хаим е дом. Das Heim дом. Игнатиот пак го запишам, но ќе го запишам пак. Немам разгледано предходно. Нема проблем. Das Heim апсолутно нема проблем. Ќе го разгледам утре. Секако, не е проблем. Следната реченица, Кристина. Wir fanden neue Wohnungen. Во кој падеж треба да биде релативната реченица? Акузатив, мислам. Зошто? Да, точно е дека е во акузатив. Зошто? Значи номинатив, вршител на дејство. Акузатив, врз кого се врши дејството. И датив, со специфични глаголи и предлози. Акузатив е затоа што треба да се однесува релативната реченица на вонунген, врз кого се врши дејството. Затоа е во акузатив. Зашто релативната реченица се однесува на вонунген. И што ќе дополниме на празното место? Onda ќе биде die zweite Така е. Die weit von der Universität. Така е. Wir fanden nur Wohnungen, die zu weit entfernt waren von der Universität. Следната реченица, Љубица. In einer Vorort fand ich eine schöne Wohnung. Direkten Zugang zu einem großen Garten hatte. Am direkten Zugang zu einem großen Garten hatte. Во кој падеж ќе биде оваа реченица? Односно релативната. Не. Пак нема глагол кој што се однесува на датив и нема предлог кој што се однесува на датив. Аха. Тогаш Тука е важно дали е вршител на дејство или е врз кого се врши дејството. А што е фанд? Од финден во претеритум. Финден, фанд, gefunden. Епа, значи, уф един квартал најде убав вонунг, стан, и директно гледам в един голем парк. Кросен хатен.
Големи. На која именка ќе се однесува релативната заменка? Фант и хате. Фате не знам, ама фант. Релативната заменка не се однесува на глагол, се однесува на именка. Објаснува именка. Аха, окей. Вонунг. Целото. Eine schöne Wohnung. Eine schöne Wohnung. Ако е eine schöne Wohnung, дали е тоа подмет во реченицата или врз кого се врши дејството? Придавка, как мога да кажам? Подмет. Подмет е субјект. Ich, du, Anna und so weiter. С кого се врши дејството, во случајов тоа е eine schöne Wohnung. Schöne Wohnung. Schöne. Именката eine schöne Wohnung. Тоа И значи тие се придавки. тоа значи Придавка как? не може да се однесува релативната заменка на придавката. Се однесува на именката, во случајот Wohnung. Wohnung е именка од кој род? Од машки род. Сите именки што завршуваат на ung се именки од женски род во германскиот јазик. Женски. Ако е од женски род, релативната заменка во акузатив ќе биде Што со Вонунг сега треба да направам? која е релативната заменка за женски род во акузатив? Исто како определениот член. Можем да кажем само во множина Вонунг е Релативната заменка која што се треба да се дополни на празното место е ди. Еве и во акузатив, женски род, релативна заменка ди. Die direkten Zugang zu einem großen Garten hat. Julia 5. Am schönsten war die Begegnung mit dieser Dame. Sie wollten ansprechen. Aber evo датив, пошто има mit dieser Dame. Нема врска, mit треба да биде после запирката за да биде во датив. А бидејќи е пред запирката, нема врска дека ќе биде релативната реченица во датив. Важно е на кого се однесува. Дали на подметот или на предметот. Само да видам, се однесува во акузатив, пошто има субјект. Така. На diese Dame се однесува. На diese Dame и на празното место ќе дополниме Der. Во акузатив женски род. Во акузатив ди. Да ги спомешав со. Женски род акузатив ди. Die sie vorhin ansprachen. И шестата, Кристина. Sie war eine sehr anspruchsvolle Kundin. Der nur in der besten Lage ruht. На кого се однесува релативната заменка? На Kundin? На кундин. Дали кундин е подмет или објект во реченицата? Sie war eine Kundin. Еве него гледаме тоа sehr anspruchsvolle. Тоа е дополнение на придавката. Дали е подмет или предмет во реченицата?
Kundin. Подмет. Подмет. Во кој падеж ќе биде реченицата? Ако е подмет, номинатив. Номинатив подмет, акузатив предмет. И што ќе дополниме на празното место? Die. Die. Sie war eine sehr anspruchsvolle Kundin, die nur in der besten Lage sucht. B. Sehen Sie die Tabelle in A und ergänzen Sie die passenden Relativpronomen, aber nur im Dativ. Сега само во датив, претходната беше номинатив и акузатив, а сега под Б е само во датив. Синиша може првата реченица. Само секунд, пошто сум на телефон. Да го зголемам екранот? Ево ред, ја ќе го зголемам од кај мене. Ево ја го зголемив. Erstellt. Чекай сега. Аха, erstellt uns 4 Kunden vor bei der schwierigen Wohnungssuche half. Овие реченици се сите во датив. Сега само треба да гледаме на која именка ќе се однесува релативната заменка. Во случајов на која именка се однесува релативната заменка? Овдека вајда за Kunden. Ете така, за Kunden. Kunden е именка во кој род? Kunden. Немам појма ствар. Во еднина е der Kunde, а во множина е die Kunden. Die Kunden, ја, пошто е се овдека 4. Така и фија има во множина. Значи, пошто е множина, значи ќе биде die вајда, да? Не, еве табелата за датив погоре. Das sind die Kunden, denen ich helfe. Само таа форма се менува во датив. Не е den, туку е denen на релативната заменка. Denen ќе биде на празното место. Затоа што се однесува на Kunden кој што се во множина. Ќе вежбаме секако и во работната вежби. Втората љубица. Die Wohnung sein Weichung war eine Grillfest bei der es fantastische Essen gab und ich mich sehr anmeiste habe. Не може да биде теа. На кого се однесува релативната заменка? На која именка? Wohnung sein Weichung. Не. На другата. На ein Grillfest. Во кој род е именката Grillfest? Среден род. Значи, што ќе стои на празното место? Der. Ако е das Grillfest, das во датив преминува во што? Dem. Dem, да. На празното место ќе стои dem. Третата, Јулија.
Das Schmuckstück des Hauses war und ist der schöne Ofen an denen ich erst kürzlich wieder mit der Familie saß. Зошто денен? На која именка се однесува релативната заменка? Не, устари, на Ofen, На офен. Од На кој род печка. е офен? od der Така е. Maschke, Значи подекон на празното? Дем. dem стои. Андем. Така е. Јас мислев дека се повеќе, не Не, прочитам. der schöne Ofen. Тука е дадено и определениот член. Да. Сега и во работното. Страната во работното. Сега ќе најдеме. Потоа ќе продолжиме во учебникот со четвртата лекција. Потешките. Шестата вежба на страна 22. Ordnen Sie zu е вежбата. Да ги дополниме релативните заменки. Kennst du die Frau, der das große Haus in der Goethestraße gehört? Овде е der, затоа што релативната реченица се однесува на die Frau, меѓутоа специфично во оваа реченица, релативна реченица, е тоа што го имаме глаголот gehören, што го користиме секогаш со датив. Следната реченица од Кристина. Ich weiß nicht, ist das die alte Dame, die immer einen Hut trägt? Добро, падеш? Nominativ. Така е. Зошто? Точно е дека е номинатив, меѓутоа зошто? Зашто за жена се збори, она е Така е. под... Таа е подметот во реченицата. Така е. Б. Првиот дел од Б. Синиша. Ке сега сум вклучен, така? Да. Ова пошто сум на телефон додека се снајдам. Б. Wer ist denn dieser Mann, der du kürzlich dein Auto geliehen hast? Зошто е деа? Зашто е за машки род, ман. И затоа што ман е што во реченицата? Именка? Подмет. Подмет, да. Вршително дејство. Подмет, сори. Не па именка. Нема Подмет. проблем. Нема проблем. Љубица. Да. Б. Вториот дел од Б. Das ist ein alter Freund, den ich noch von damals aus der Schule kenne. Das ist ein alter Freund. Што дополнивме на празното место? Da треба да стои. Da ich noch von damals aus der Schule kenne. Oder die. Nein. Der пак ќе стои, der. Во машки род. Дали ќе биде деа?
Мене ми е така по-логички да ich noch von damals aus der Schule kenne. Заради kennen ќе биде ден. Заради kennen. Се првата реченица Јулија. Kannst du mir den Kollegen mal vorstellen? Du so nett findest. Kollegen vorstellen. Den Kollegen. Само внимавај. Не. Ова е ендеклинација. So findest. Ова е ендеклинација. Именката не е во множина, туку е во еднина. Den Kollegen mal vorstellen. Дали ќе биде во акузатив? Да, во акузатив ќе биде. Пошто е субјект. И сега тука фактички ден, така Ден. ќе биде? Да, ден. Den du so nett findest. Кристина, вториот дел од Зе. Meinst du denn? Meinst du denn? Сега ова пак се однесува на колеген, кој што е од машки род. Любите ли да суди? Што ќе дополниме на празното место? Die mich schon ein paar Mal zum Kaffee Ама trinken. колеген не е во множина. Тоа е ендеклинација од пред некој час. Именката е во еднина. Тоа е именката теа колеге. Значи ќе биде во номинатив ќе биде оваа реченица и на празното место ќе дополниме der. Der mich schon ein paar Mal zum Kaffee trinken eingeladen hat. Следната реченица Синиша. Океј, тука сум сега, добро. Да, Следната Д, така. така да, де. Ich habe zwei Kollegen, der ich oft helfe. Бидејќи Хилфе бара датив, а колеген се во множина. Што ќе дополниме на празното место? Der Denen. Denen. Ich oft helfe. Така. И последната реченица од оваа вежба е Љубица. Sind das die Kollegen, erst kürzlich bei EOC in der Firma angefangen haben? Sind das die Kollegen, erst На што треба да се однесува релативната заменка? ein Moment. Пак ќе биде
Der. Не. Колеген сега се во множина, пред нив има ди колеген. Dena. Бидејќи Ерст. ди колеген се подметот во реченицата, релативната заменка треба да биде во номинатив. Може би треба да биде денен, ама мене ме асоцира дем. Ќе биде ди. Затоа што релативната заменка се однесува на ди колеген, кои што се во номинатив. Тие се вршителите на дејството. Sind das die Kollegen, die erst И kürzlich waren? Sind Ајде das и die Kollegen, die следната. erst? Was ist richtig? Kreuzen Sie an. Првата Јулија. А. Ich wohne in einer Wohnung. Der Räume groß sind, ist ein In der die Räume groß sind. Ова се релативни реченици со предлози. И следната ли да ја прочитам? Да. Цело А. Ich wohne in einer Wohnung. Ich viel Miete bezahle. Für бара акузатив или датив? Dativ. Не. Für бара акузатив. Für плюс акузатив. Значи субјектот дека се самите. Сега тука не интересира ниту објект, ниту субјект. Тука не интересира предлогот. Затоа што релативната реченица се ориентира според предлогот. Дали предлогот бара акузатив или бара датив. Für бара акузатив и заради тоа ќе биде ди. 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 Кристина Б. Цело Б, Кристина. Endlich kann ich in das Haus ziehen. Von dem ich schon lange träume. Така е. Für das Richtig. sich meine Prüfung interessiert. Супер. Von датив, für акузатив. Супер. Кристина Ц. Синиш. Okay. C. Ц. Ich möchte in einem Wohnblock wohnen. Wohnen, denn es ruhig ist. In dem es ruhig ist. In dem es ruhig ist. Yes. Датив. Јас сакам да живеам во блок каде што е мирно. Така. Каде што е мирно дем. Океј, сега и второто што е? Да, и второто. In dem nur freundliche Leute ziehen. Каде што пријателски луѓе Се селат. се села, да, ziehen. Тоа е точно или? In dem. In Двете dem. се во датив. Двете ќе бидат in dem.
Првото е in ден, второто е in Не, ден. двете се дем. А двете се ден. Затоа што двете се во датив. Окей. Два пати е in предлогот, два пати е во датив. И последното, Љубица. Де? Ich möchte gern Nachbarn haben, über die oder mich nicht erkennen müsste. Über denen ich mich nicht ärgern muss. Со кој падеж се употребува предлогот über? Со акузатив. Добро, па ако е акузатив нема да биде денен. Ако е акузатив, ќе биде? Чекай. Die, Така. über Über die die- ich mich, Да. über die ich mich Nicht ärgern muss. И втората? mit dem man auch mal grillen kann. Mit бара акузатив или датив? Mit ма асоцира на акузатив. Mit е специфичен предлог за датив. Оти mit die денен нема никаква логика. Mit dem man. Mit dem man. Mit бара датив. Ќе биде денен, затоа што Mit denen. денен се однесува на Nachbarn, кој што се во плурал. Затоа е денен. А mit бара секогаш датив. Без исклучок. И вежбата од тестот, исто што се однесува на релативните заменки, тоа е страна 26, вежба, па и првата и втората, ергенцензит и релатив прономен. Првата реченица ќе ја прочита, примерот ќе го прочита Јулија и ќе ја дополни реченицата под Б. Das ist Hans, mit dem ich früher in einer Wohngemeinschaft gelebt habe. Зошто е во датив? Зашто има со mit. Така е. Зошто е со mit? Ist das nicht die Lehrerin? Seit kurzem an deiner Schule unterrichtet. Дали зарем тоа не е учителот, значи се однесува за учител. Учителката. Да, Лерерин. наставничката, лерерин. Значи во акузатив, пошто е субјект. Утвете. Има подмет, под ди ќе биде. Die seit kurzem an deiner Schule unterrichtet. Така. Добро. Следната, Кристина. Das ist das Appartement von dem ich immer geträumt habe. Супер, зошто дем? Во кој падеш? Реченица? Датив. Зошто е во датив? Што ни кажува дека е во датив? Апартман. Не, фон. Предлогот после запирка. Фон дем, а релативната заменка се однесува на das апартман. Добро.
Добро. Ајде, следната реченица, Синиша. Океј. Следната реченица Од Д. Hier wohnen Emily und Anke. Denen ich beim Umzug geholfen habe. Hier wohnen Emily и Енке, множина, значи се Емили и Енке. Добро. Ова е у датив. Денен. Така е. Beim wohnen Umzug geholfen habe. Заради geholfen. Затоа што на умножена сум помогнал на нив. Точно е. Точно. Супер, Синиша. Следната реченица, Љубица. Das ist das schöne Haus, für den ich mich interessiere. Dem. Кој падеж го бара предлогот фија? Беше акузатив. Акузатив. На што ќе се однесува релативната заменка? Der. На што ќе се однесува, на која именка? Haus. На хаус. Од кој род е именката хаус? Haus е од среден род. Добро, значи фија? Für den ich mich interessiere. Фија бара акузатив, не може да биде дем. Денан. Точно. Für das Haus. Значи хаус е од среден род. Für das ich mich interessiere. Ајде. За мене посебен час. F. Јулија. Wer war denn der Mann, wir gerade im Lift getroffen haben? Добро. Каде е човекот? Значи за подмет има така, со акузатив. Добро. Der ќе биде der, wir gerade im Lift getroffen haben. Кој беше човекот кој го сретнавме во лифтот? Во лифт. Der, нели, пошто е Wer мар. war denn, да, зашто се однесува